Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Миленко Неделковски, попладневно радио шоу започнува. Houston, we have a problem. Дами и господа, драги слушателки и почитувани слушатели, добро дојдовте во уште еден Миленко Неделковски радио шоу, редовно кој се емитува секоја среда од 17 часот на брановите на Радио Слободна Македонија. И ова, како и минатата емисија, ја правам од странство, односно некаде на релација меѓу Германија и Франција, каде сум во ситуација да ги следам претседателските избори, во случајов сега вториот круг од претседателските избори во Франција, меѓутоа да ги следам и другите политички настани во двете најсилни држави од Европската Унија, земајќи предвид дека дел од Европската Унија веќе не е Велика Британија, тоа се значи Франција и Германија. Што се однесува до изборите во Франција, таму е јасна ситуацијата дека има борба помеѓу жена која, ако сакате да кажете лошо за неја, ќе речете дека е националист, иако за мене зборот националист е позитивен, не е негативен. И жена која се обидува да ги промени, да ја промени реалната ситуација која сега владее во француската политика и воопшто во односите во рамките на Европската Унија, тоа е Марија Ле Пен и нејзиниот опонент Макрон, кој е практично еден сурогат, едно дете на Ротшилд, кој е израснат во прегратките на жена која е педофил. Имено уште кога овој сегашен претседателски кандидат имал 14-15 години во средна школа, него му се има нафрлено, набацено неговата наставничка, која имала 36 и повеќе години. И по завршувањето на неговото школување в средно школо, тој е пратен и од Ротшилд, од таа банкарска светска фамилија е супортиран во најелитните школи во светот, станува потоа и банкар и работи токму во нивните банки во времето на големата светска економска банкарска криза, кога наматува огромни пари, милиони, велат некои 30-32 милиона евра заработува, благодарејќи на тоа што работи во врвот на банкарскиот систем, односно врвот на монетарниот систем, раководен од фамилијата Ротшилд. Меѓутоа, уште од млади години е оженет за наставничката која и може така сериозно да му биде мајка. Иако многу шпекулации во Франција говорат дека, земајќи предвид дека е нејасно баш околу неговиот статус, кога е он роден, па дали е посинет, па дали е бил од сиропиталиште, дали е дете без родители, многу мина би се заколнали да тврдат дека всушност неговата сопруга му е и мајка, меѓутоа тоа е теорија на конспирација која во овој момент никој не успел да ја пробие, да ја докаже, иако да кажеме, ако се согласат и едниот и другиот, потенцијалниот иднен претседател на Франција и неговата двојно повозрастна сопруга, да дадат крв, да се направи една ДНК анализа, може да се открие и дека не само што е педофилски расположена неговата сопруга, туку е и инцестна, бидејќи они кога започва нивната сексуална врска, тој има 4-15 години, таа има 32-34.
и таа е двојно повозрасна од него. Она што од сета оваа трачарија многу поинтересно во Франција е што Франција гори по улиците и резултатот во недела ќе биде неизвесен. Кој да победи, тоа нема да биде со некоја голема разлика. И во овој уништен вредносен систем во светот, каде што веќе никој никому ништо не признава, како што во Македонија никој не му ја признава победата на Груевски на изборите, како што не го признаваат референдумот во Турција, како што не му ја признаваат победата на Трамп во Америка, пред се во Вашингтон. Така да мислам дека така ќе се случува слично, ако не исто и во Франција, каде што поразениот нема да ја признае победата на победникот, кој да е од тие две страни. Доколку победи Ле Пен, тоа ќе е нова Франција. Доколку победи нејзиниот противник, тоа ќе е практично дупликат. Еден копи-пейст на Оланд, еден неталасај политичар. И Франција ќе продолжи во својата неизвестност во следните 4-5 години. Доколку победи Марија Ле Пен, тогаш неизвестноста секој ќе постои, меѓутоа барем е јасно таа што ветува, а тоа ветува преиспитување на нов договор со Европската Унија и до ниво на излегување, приближување и релаксирање односите со Русија, преиспитување членството во НАТО и така натаму, нормално, како што велат сите аналитичари, доколку си остане таа до зборот, а не да биде како Трамп, например. Но, уште не направени изборите, односно вториот круг, има големи демонстрации и насилства по улиците на Париз и на поголемите француски градови, со жестока реакција од полицијата. Тоа е нешто што македонската полиција требаше го прави години наназад, а не го правеше и затоа сме сега дојдени во една ваква ситуација, да тие кои го ружнеа и грдеа градот, кои ги уништува нашите заеднички добра, без разлика дали е тоа споменик, фасада, улица, семафор, било што, да тие, како на крајот на крајштата и 2001, командантите од терористи и зверови станаа политичари, парламентарци, еве сега едниот сака да е и председател на парламентот, така и со овие, да ги наречем, шарени славобалисти од хулигани, еве сега стануваат луѓе кои сметат дека се фактори и наместо тие да бидат апсени, тие ќе се закануваат дека тие ќе апсат. И велам, не користејќи ги тактиките, сознанијата и директивите што ги користат нормалните светски полиции, како француската е овде во Франција или како американската, ние се доведовме во оваа ситуација слично, како во Франција, само што нема избори, нема се уште ќе има есеноска, е и во Германија, исто така огромна држава, си е како најмоćната економска сила во Европа. Тоа може да се види по автопатиштата, тоа е единствена држава каде што можеш да возиш 200 на сат, каде што во најспората десната лента се вози 140, 150, 160 на сат. Мазни автопатишта, мазен асфалт, значи камиони, аута, што се гледа дека функционира стравот на државата, и во таа таква држава, во таа, да ја наречеме ка благосостојба од државата, има големи нереди, судири меѓу демонстратите и полицијата, фрлање молотови коктели, обид да бидат запалени. Германските, исто на крајот на крајштата како и француските нивни колеги, специјалци од полицијата, можеме понашки да ги наречеме желки. Исклучително високо ниво на дивење, жестока реакција на полицијата и пазите, тоа се двете водечки држави во Европа. Значи, не зборуваме ние сега за
за Романија или за Бугарија или за, не знам, некоја балтичка земја или за овие ние овде што сме оставени од Балканот, туку зборуваме за најсилната цивилизација. Германците, како што би се сликовито изразил мојот покоен колега Иван Мировски, популарниот Вања Глава, еден од сигурно трите најдобри коментатори, спортски коментатори во историјата на Република Македонија. Како што би се изразил сликовито за германците, тој ми велеше: Миленко, тие се таков народ, тие два пати сами му се тепа на целиот свет. И тоа е една, значи, моćна држава, од друга страна една историски од најмоćните држави воопшто на историјата, низ историјата Франција, една од најголемите колонијални држави, Франција. Франкофонското влијание, зборењето на францускиот јазик е присутен на сите континенти, особено во Африка. И таа држава, значи, држава која излегува на сите можни мориња, со сите своји можни овие најразлични своји колонии. Ето и таа држава, во тие две држави има огромни немири и огромно незадоволство од народот. Некој ќе се праша: чека бе, зошто незадоволство, па нели они имаат како кај нас, што не лажат дека во Германија или на Запад сите имаат по 2500 евра плата. Ама тоа не е точно. Во Германија имаат плата 700 евра, 800 евра, 1100 евра, а 1000 евра е кирија за куќа. Така да, нормално е да има огромно незадоволство, затоа што не можат па сите да бидат задоволни од таа држава. Тој што му е добро, добро, меѓутоа тој што не му е добро, сака него да му е добро. Така да, она што се случува на Балканот во овие моменти воопшто, значи една сеопшта безбедносна, институционална, вредносна, морална криза, не е ограничена само на Балканот, него е присутна секаде. Огромни делови, квартови во Малме, во Гетеборг, во Шведска, во една од најсреќните земји во светот. За Германија и за Франција да не говорам, се со луѓе со различно потекло од домакините, со различна боја на кожа, со различна религија, со различни вредносни системи и мерни единици, со различен приод во животот, со различни амбиции и автоматски судирот на цивилизациите е присутен веќе секаде на светот. Значи не е како порано да дојдат судирот на цивилизациите, да е на Босфор, на Дарданелите, на Балканот, не знам, на Урал, на Гибралтар. Не, сега судирот на цивилизациите е во срцето на Европа, во најмоćните, најбогатите држави, најубавите држави, најсредените за живот, да ги наречам, држави во Европа. Сударот е таму и последиците од тој судар се веќе евидентни. Нас на Балканот пак, тие исти држави не го стегаат свилениот гајтан околу вратот, полека, но сигурно не бесат, не дават и на многу близко се до тоа да не убијат, односно да не уништат, односно да не задушат, односно да не исчезнат. Ние сме сите жилеви, и ние, и босанците, и србите, и црногорците, сите сме жилави ние. Некој повеќе, некој помалку, мисла македонците најмногу. Издржуваме многу ќотек, многу малтретирање, многу задушување, многу тепање, издржуваме све и тоа го издржуваме со години, со децении, со милениуми. Па и ова вакво премрежие ќе го издржиме. Меѓутоа, играта, мечката која ни ја ставија во нашиот двор, играта да ни промовираат доминација на не наше население во наша држава, значи на албанци во македонска држава, играта да ни промовираат доминација на не наша религија
во држава со нашата религија, значи исламската религија во православна држава. Јас не го спорам правото на секој човек од секоја нација, секој народ и секоја религија да живее било каде кај сака, вклучително и Македонија. Тоа право не го спорам. Меѓутоа, се бунам против одземањето на правото на домицилниот народ и за бришењето на традицијата на тој народ. И веламе таа игра што ние спроведуваат овдека, да малцинство од 5-16 на 100 да ни ја владее државата, добро, не сама, со помош, со огромна помош на неколку инострански амбасадори и со огромна помош на наши сонародници, предавници, изроди. Ете таа игра што ни ја подготвуваат кај нас, не нас доведува во ситуација да сме безмалку во еден безизлез. И се обидуваме како народ, како нација, како држава, како поединци да го тоа преживееме со сите трауми, со сите нервози што си ги носиме со себе. Што би се рекло, болест ќе фатиме од нервоза, затоа што гледаме дека пред очи ни се уништува државата. Но, има Божја правдина и во тоа да се сите сигурни. Тоа што они нас ни го прават овдека, веќе им се случува во нивните држави и ќе ги задеси истото. Нивните држави, строго католички, некои од тие таму и протестантски, ќе го почувствуваат ударот на исламот, ударот на луѓе, народи и нации други, а не домицилни, ударот на луѓе кои не се со иста боја на кожа, не се со исти навики, не се со исти вредности, фамилиарни, не се со иста религија, ќе го почувствуваат и ќе го доживеат тој удар кој нас сега тие ни го прават. Германија и Франција се големи држави, огромни држави. Европа исто така. Европа е 200 пати поголема од Македонија и во жители, и во територија, и во се. Германија и Франција се исто така многу. Македонија 2 милиона, тие се држави со по 70-80 милиона жители, огромни. И нормално кај нив тој процес, бидејќи се работи за голема територија и многу народија, не може да биде бргу како што е кај нас, бидејќи кај нас е доволно на 2 милиона луѓе да направиш интервенција како на времето Фрчковски со 140-150 илјади лични карти, државјанство и да промениш структурата. Во Германија и Франција тоа така не може да биде, меѓутоа самиот удар на азилантите што доаѓаат од Африка, и сега не од Северна Африка, него од Централна, па дури и во од јужните делови на Африка, кои преку Шпанија и Италија одат нагоре, а и овие од овдека преку Турција што одат азијатите, самото тоа доведува ситуација, а овие незадоволства, судири со полиција, немири и така натаму го кажуваат тоа, доведува ситуација да мечката која ставија во нашиот двор да игра, ќе си ја приберат и ќе им заигра кај нив. Кај нив тоа ќе е многу поболно и потрауматично. Ние во Македонија сме учени да живееме и со малку. Со старо ауто, без ауто, со малку леб, со туршија, со масло, со црвен пипер на лепче, на парче леб, со чварки, со пешки до работа, со неколку стотина евра или неколку илјади денари цел месец. Многу фамилии се научени да живеат и без струја, ако им е исклучен струјата или телефонот, ако нема да платат во тие моменти. Тие во Германија и во Франција не се научени на такво нешто. И кај нив, што си повисоко, кога ќе паднеш доле, повеќе боли. Ние сме научени на живот, така да преживуваме од денес за утре. Ние сме тази држава, меѓутоа тие големи нации, современи големи нации, нашата македонска била поголема од сите нив заедно, меѓутоа современи говориме сега, во последните 150-200 години. Тие големи
моćni современи нации, нивното рушење, нивното паѓање ќе стократно по-болно, по-силно, по-травматично него што е ова нас сега што ни го прават. Не може да е тоа толку бргу, не може да е утре, не може да е на есен, меѓутоа времето е блиско и времето се брои. Оти, ако гледате, допред половина деценија и пол беше незамисливо да во Соединените Американски држави има гувернери на држави кои се од други нации, националности и така натаму. Меѓутоа е веќе во овој момент во Њу Мексико, а така почнува да бидува ситуацијата и во Аризона, Невада, Калифорнија, веќе е тешко да се стане гувернер, а да не си со потекло хиспано потекло. А ако си хиспано потекло, си со потемна боја на кожа, прво, и второ си со католичка религија, а не си протестант како што е владеачкиот естаблишмент во Соединетите Американски држави. Исто важи и за Франција. Ако ја видите француската репрезентација во фудбал на крајот на 50-тите и без малку цели 60-ти, од 11 играчи, 11 се со светла боја на кожа и со светла коса, со сини очи. Сега која ќе видите француската репрезентација, најбелиот е некој Зидан, кој е инаку арапин од Алжир. И другите се сите дојдени од колонии. Само, значи, како едни репрезентацијата им е како Обединети нации од сите држави и континенти од светот. И тоа не може тој процес да го вратат. Јас имав едно интервју со Жан-Мари Лепен, таткото на Марија Лепен, можната председателка, одминала натаму, кој велеше ние инсистираме на политиката Франција на французите, тоа сме свесни дека тоа веќе никогаш не може да го постигнеме, отие процесот на исламизирање и на потемнување на француската нација и држава е отиден до тамо да тој процес веќе нешто не може да го вратиме, не може ни да го запреме. Слична е ситуацијата и во Германија, иако се тие од секогаш били поголеми и расисти, и поголеми така националисти од сите заедно, меѓутоа во една ситуација кога имаш 5 милиона турци и не знаеш колку милиона курди, не можеш да ги изброиш, во тој случај е јасно каде, кој правец го фатила државата. Јас имам само кога ќе помислам на тие држави, на нивната дипломатија, не на нивниот народ, на нивната дипломатија, на нивниот врв, имам само желба да колнам и да им посакувам се најлошо, меѓутоа немам моќ таа клетва да се исполни. Ја не сум таков некој Нострадамус, некој видовњак, некој магионичар, некој волшебник. Меѓутоа и без такви мои капацитети, и без такви мои способности, сосема е јасно дека во правец на клетвата, на остварување на клетвата, во остварување на проколнувањето, им се движат државите. Особено тие кои сакаат да се мешаат во тугите држави и да направат хаос, као што се Германија, Франција и Велика Британија. Во очекување на изборите и победникот во изборната трка по вториот круг во Франција и во очекување мое дека кој да победи, другиот нема да признае победата, ве поздравувам овдека на пат некаде помеѓу Хановер и Париз. Ви посакувам пријатна вечер со програмите на Радио Слободна Македонија, а ние ќе се слушнеме повторно за 7 дена во истиот термин. Пријатно и со здравје. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски.
Hasta la vista, baby.